Благодарност за ова второ јавување. Слободна си да ги следиш и понатаму настаните. Нема крај животот на новинарите 24/7/365. Тоа ни е професијата, тоа ни е повикот. А не се, ти благодариме уште еднаш за јавувањето, а не се далеку и докторите. Не само што не се далеку, туку се многу понапред, имаат многу поблагородна позиција, професија, функција во општеството, спасуваат човечки животи. Нашиот следен гост е на едно од најгласните и најпосветените медицински професионалци кај нас. Лекар, јавен глас, хуманист, човек кој не само што ги лекува пациентите, туку се обидува да ја излечи и довербата во здравството. Игор Мерџановски, докторе, добро утро. Добро утро. Коректна ли беше најавата? Благодарам многу. Да. Ќе почнеме со едно класично прашање. Што беше клучниот момент да ве одведе кон медицината? Дали повик, дали случајност, дали нешто трето? Па тоа, мислам дека генетски ми беше предкажано да бидам доктор. Уште од мали нозе се бавев со биологија доста многу. Мојот татко беше професор по биологија и мислам дека од тука почна целата приказна према природата, биологијата и на крај лекувањето на луѓето. Науката за потеклото, науката за животот. Во изминатите години често сте на страната на пациентите, но сте и критичар на системот. Ќе ви се приклучам тука. Мора да бидеме критичари на системот ако сакаме да одиме напред. Како изгледа да се биде лекар, доктор, професионалец во здравство кој што има ограничени ресурси и големи очекувања? Тешко оди работата. Минатите години наназад беа доста тешки за здравството, затоа што многу наши колеги замина од јавното здравство. Се направи некаде 10 години период на празнина. Гап, дупка, како што сакаме да кажеме. Празнина која што ја осеќаме доста сега и ќе се осеќа најверојатно уште 10 години додека нови кадри не стигнат нели до нивото на специјалисти и субспецијалисти. Полека почнува да се управа здравството. Имаме слух од владата на Република Македонија. Последнава година се работи интензивно на нели човечките ресурси повеќе отколку на машини кои што беа купувани и не беа користени и завршува во подрумите. И немавме луѓе кои што ќе ги обучиме, додека ги обучивме луѓето да работат со тие, застарја и се расипаа машините. Има добар слух од новиот министер за здравство. Доста амбициозно, мислам дека настапува во последниве денови, да не кажем од кога е. Па добро, и први му се денови. Па веќе почна да го решава паркингот кој што ни е најболна точка на клиничкиот центар. Нешто што нема допрена точка со медицината, но што има и тоа колкаво влијание врз медицината. Многу затоа што пациентите немаат кај да се паркираат. Немаме ни ние лекарите, но еве ако дел од нас се паркираме на некое си место кое што ќе знаеме дека е наше, мислам дека е во ред. Докторе, вие сте од фелата, вие сте од праксата. Да, администрацијата треба да го прави своето, треба да работи, треба да носи реформи и слично, меѓутоа е вас ако ви дозволат да предложите 3 клучни измени во здравството еве сега во емисијава. Кои би биле тие реформи? Најбитни, најважни сега во моментов. Најбитните реформи е кои би кажал дека треба да се воведе нова технологија во здравството, да се вработат лекарите кои што завршуваат медицински факултет и да се направи обука и праќање на наши лекари во странство со што би го постигнале нивото на светските здравствени центри, со што не би морале и не би имале потреба да праќаме наши пациенти да се лекуваат во странство и би заштедиле многу пари.
Дека немаме потреба за одредени тешки зафати во медицината да испраќаме пациенти, сте доказ токму вие изведовте сложена операција на лактот беше во Прилеп? Првата беше направена тука на травматологија при Тоари Луц на државната болница Мајка Тереза, клиничкиот центар. Втората операција беше направена во Прилеп, каде што ги обучивме колегите од Прилеп, они сега ќе можат самостојно да си работат. Со една операција? Да. Со една операција они се веќе во темата? Да. Тоа значи дека имаме квалитетен кадар? Предпоставам. Имаме доста квалитетен кадар, Бранко. Покрај оваа интервенција, кои други медицински случаи од вашата практика би ги издвоиле како значајни? Имало ли момент кога сте се соочиле со дилема или со некој тежок избор во операционата сала? Дали се работи за услови, дали се работи за случај, дали се работи за несигурност во исходот? Ние постојано се наоѓаме во таква ситуација, затоа што оперативното лекување почнува тогаш кога почнува и првиот рез на пациентот, така да во текот на операцијата секогаш постојат неколку планови во зависност од тоа како тече оперативното лекување. Сме имале одредени моменти, но до сега мислам дека сме немале ние на лекарска грешка. Се надевам дека така и ќе остане. Во ера живееме на многу достапни информации и податоци пред се, преку интернетот, преку мрежата која што не поврзува сите. Ние сакаме да кажеме ерата на интернетот и на доктор Google. Луѓето сами си поставуваат сопствени диагнози. Како се справувате со тој предизвик? И каде е тој некој балансиран однос меѓу информираноста и довербата во струката, довербата во оној каде што ќе се појавите и ќе му го доверите својот организам, своето тело, својот живот да ве лекува? Технологијата оди напред. Ние како лекари мора да ја прифатиме технологијата. Сите тие информации кои што ги учиме во текот на годините, сега со ова информатичко напреднување се на еден клик. Мислам дека е од голема важност да ги внесеме новите технолошки методи, информатиката, компјутерите и сето тоа и најповеќе поврзувањето меѓу сите болници и сите единици во клиничкиот центар ќе ни олесни на нас и ни олеснува, така да одредени снимки кои што се прават анализи, би било најдобро да во истиот момент кога ќе бидат готови, секој лекар кој што треба да го продолжи лекувањето на пациентот, со еден клик ги има пред себе, а да не да го праќа пациентот или фамилијата на пациентот да ги чека резултатите, па во испечатена форма или во форма на CD, додека се донесат до лекарот, се губи доста време. Мислам дека насоката на министерот, новиот министер е баш во оваа приказна, он не е од нашата фела, он е информатичар кој што во улога на менаџер. Министерот треба да биде улога на менаџер. Да, греото е доктор да се користи на позицијата министер. Докторот треба да се усавршува во својата професија и да не лекува. Сме инвестирале во него толку пари, средства, здравје, време во образованието. Колку години се образувате во текот на животот? Цел живот? Цел живот. Цел живот. Не сме застанали. И не треба да застанете. Се залагате за едукација, превенцијата и образованието. Дали се поценети во нашето здравство? Каква култура на здравствено живење имаме ние генерално како општество, како нација? Па ја мислам дека не сме поценети лекарите. Лекарите кои што си ја вршат својата работа професионално, никогаш не биле поценети. Поценети се некој си мал процент на медицински персонал кој што можеби не ја извршува работата професионално. Од тука е можеби таа приказна. Ја никогаш не сум се осетил дека сум поценет како лекар. Најверојатно дека добро си го вршите она за кое што се професионалноста и посветеноста. Под број еден ми се пациентите, така да под
број 2 ми се колегите и односот меѓу колегите, така да јас среќен одам на работа, изморен се враќам. Значи дека рационално го користите времето и за тоа што сте отиден таму, за тоа го користите времето. Имате личен и директен пристап до пациентите. Дали има некоја докторска приказна ваша, лична, која што особено допрела до вас и сте научиле од неа, од тој однос, како доктор и како човек пред се? Има многу приказни, на која приказна би сега да издвојам, сите ми се драги, но еве, ќе сублимирам и ќе кажам воедно дека најубавите приказни ми се кога пациентите ќе дојдат со одреден здравствен проблем, каде што и самите се во неверување дека после од нашето лекување ќе оздрават и ќе се вратат во нормалниот живот, и од кога ќе помине време и кога ќе дојдат во амбуланта кај мене на нозе и кога во очите ќе им ја видам иднината која што ја имаат, тоа е најубавата приказна за мене. Докторе, еве една приказна од детската клиника за онкологија. Пациент наш, младо детенце, младо мора да биде, не личиме детенце, за родителите решаваат да не го донесат во Скопје, го носат во Словенија. Од Словенија ги упатуваат во Македонија, ги прашуваат зошто сте дошле тука, зошто одите во Германија и Швајцарија и во земји, зошто трошите средства во Македонија, го имате можеби најдобриот онколошки центар на детската клиника во југоисточна Европа. Како до вас допираат овие зборови? Тоа детенце е излекувано, задзвонет звончето негово. Како допираат до вас овие зборови и овие моменти, овие приказни? Работиме доста нова проблематика да кај нашите граѓани на Република Македонија ја вратиме довербата во здравството. Затоа можеби и јас и дел од колегите во неколку наврати доаѓаме преку вас, медиумите, благодарение на вас, ги презентираме новите методи, ги раскажуваме нашите случаеви на излечени пациенти и мислам дека со време ќе ја вратиме довербата која што е изгубена во нашето здравство. Ќе треба време, но мислам дека полека народот веќе сваќа дека кај нас има доста врвни лекари и стручњаци. Добро, важевме не толку одамна, до пред 30 на години, за земја која што има здрава нација, здрава популација, високо развиено здравство, образование и реално во пракса. Како вие докторите го балансирате професионалниот семејниот јавниот живот? Успевате ли во тоа? Па се трудиме. Голем предизвик е тоа. Голем предизвик. Фамилијата не прифаќа такви какви што сме и од време на време имаме некои несогласувања, но тоа е професијата, исто како и вашата професија, така и нашата професија си бара 24-365. На удар, фронтални професии. Да, Па една од најстресните професии во топ 7, ако не се лажам, се и вашата и нашата, така што тука сме некаде. Можеме да се сретнеме по емисија и да се зборуваме за јадовите со кои што се соочуваме во животот. Доктор, имате тим, имате поддршка, се развива ли клиниката за травматологија низ годиниве? Задоволни ли сте? Стагнираше клиниката овие неколку години наназад. Има добар тим во Тоари Луц, од анестезиолози, доктори од ургентна медицина во ургентниот центар, ортопеди, сериозни ортопеди имаме. Исто така имаме и анестезиолози кои што многу добро се ја вршат работата, едуцирани, се едуцираме постојано, патуваме каде повеќе на нели свој трошок, затоа што професијата наша бара постојано да се усовршуваме за да можеме да бидеме на исто рамниште со светските здравствени методи кои што се прават. Носиме апарати. Еве донесен е кај нас апарат за прв пат во Балканот, демо апарат за О рака се вика или О арм.
тродимензионален рентген со навигација, кој што помага многу при операции на сколиози кај дечиња, дегенеративни кичми кај повозрастната популација и скршеници и сите други болести на арбетниот столб, каде што и најмладиот специјалист, травматолог, може сам, без никаков проблем да изврши оперативното лекување. Докторе, ви благодариме што утро бевте наш гостин и што зборувавте отворено, стручно и човечки. Целта на ова не беше ова разговор, беше повеќе интервју, е да ве представиме како човек, да ја представиме нашата медицина преку вас и преку вашите колеги, се разбира сите што ги каниме тука. На крај една можеби излитана, можеби не, меѓутоа една кратка порака до младите лекари и до граѓаните кои што секојдневно се соочуваат со здравствените предизвици. Што би им кажале? Да имаат верба во нашиот здравствен систем, работиме напорно, сите наши пациенти кои што доаѓаат гледаат дека работиме и се трудиме. Се надевам со помошта на оваа влада сега што е дојдена, има слух да ни помогне, исто така и на Министерството за здравство да ни даде ветер у грб за да можеме да ја вратиме довербата кај нашите граѓани. Доктор Игор Мечански, благодариме. Температурите се високи ова лето, но чувствуваме малку ветре. Да се надеваме дека тоа е тоа, дека ќе има поубави времиња за живот во Македонија. Мора да се надеваме. Ви благодариме.